Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме и соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 28 и недела на 29 јуни. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкастел може да се плата својата чланарина за ова година по $10 по лице. Исто така чланарина може да се платат и за Македонскиот културен центар овде во Ньюкастел по $15 по лице. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После тоа се дава ручеко. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 04-31-117-602. Сите сте добродојдени, без разлика на годините. Нешто за школото и играрната група овде во Ньюкастел. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот Македонски културен центар на 14 School Street, Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко.
Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите за свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар во Нјукастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница овде во Нјукастел. А сега да проследиме нешто од Македонија. Владата наскоро со мерки против високите цени. Нови мерки на повидок. Премиерот најави дека владата многу скоро ќе излези со предлог решение за ублажување на растот на цените на прехранбените производи. Без да открие детали, тој порача дека се работи за сериозен пристап во консултација со експерти и деловни чинители. Силјановска Давкова. Идентитетските прашања се надвор од било која преговарачка рамка. Македонија не треба да биде жртва на идентитетски прашања, бидејќи тие се надвор од секоја преговарачка рамка, вели претседателката Силјановска Давкова од Тирана, по пораките на Радев, дека тие никогаш не поставувале вето за интеграција на Македонија. Иако не сакаше директно да ја коментира неговата изјава, вели дека таквата реплика не била за Македонија, туку за Европската унија, која треба да покаже дека нема поважна политика од проширувањето. Премиерот Мицковски не верува во искрени намери на Бугарија. Ги повика бугарските државници, ако навистина посакуваат придружување на интеграциите на Македонија, на гласање за извештајот следната недела да ги повлечат амандманите со кои се оспорува македонскиот идентитет и да прифатат средба во Хаг. Шефот на македонската дипломатија од Будимпешта испрати порака и до Софија и до Брисел дека македонскиот народ ја има платено цената на трпение и компромиси. Според Муцунски, иднината во Европа мора да се гради врз доверба, а не врз бришење на историјата или наметнати наративи. Радев пак на заедничка пресконференција со Силјановска од самитот во Тирана порача дека Бугарија никогаш не поставувала услови за полноправното членство на Македонија во Европската унија, туку бара да се спроведе договореното. И покрај ваквите пораки нема потврда дека Бугарија е подготвена да седне на маса со Македонија во Хаг. При евентуална средба, таа ќе се одвива на ниво председател-премиер. Откако соседите одлучија наместо Раде во Хаг да го испратат премиерот Желјасков. Да видиме Мицковски што кажува. ВМРО ДПМН постои и ќе постои за нашата единствена и најголема кауза – Македонија. ВМРО ДПМН постои и ќе постои за нашата единствена и најголема кауза, тоа е Македонија, истакна вечерва во својато обраќање лидерот на ВМРО ДПМН и председател на владата на Република Македонија Христијан Мицковски на 35 годишнината од основањето на партијата. Тој вели, денес кога ја одбележуваме јубилејната година за основување на нашата партија ВМРО ДПМН, на денот кога го славиме не само бројот на годините, туку и патот што го минавме како народ и како политичка сила. Се чувствувам повикан и обврзан да зборувам за она што сме, што бевме и што ќе бидиме. Овој ден не е само празник, туку повик на одговорност, повик на надеж и повик на заедништво, рече Мицковски. ВМРО ДПМН е продолжение на историско ВМРО. Ние сме оние што ја продолжуваме таа светла и честна мисија, истакна лидерот на партијата. Тој вели, ВМРО ДПМН е продолжение на историското ВМРО, основано во 1893 година, кога нашиот народ, иако под туѓи подчинувања и под притисоци, се бореше за свој идентитет, за слобода, за правда. Ние сме оние што ја продолжуваме таа светла и честна мисија, кои не ги забораваме корените ни темелите на кои е изградена македонската државност. Не треба никој да заборави дека
Тоа се темели изградени со човечки страдања, со крикот на илиденците и победата на асномците, со заветот на комитите и војводите, со плејадата мажи и жени кои гинеле за нашата слобода, кои поразите ги надминувале со пркос, а до победите доаѓале со надеж и непобедлива волја. Она што ова партија ја разликува од другите е нејзината непокоблива вера во народот, во неговите вредности и во правдата како наш најсилен стоџер, истакна Мицковски и тој додаде. Затоа овие бели и мудри глави, кои денес се заедно со нас, но и многумина кои веќе не се со нас, но чие дело го паметиме, ја потврдуваат историската грамадност на оваа организација, која постојала, постои и ќе продолжи да постои за нашата единствена и најголема кауза – Македонија. Во растежот на партијата, во нашите порази и победи се вклучени многу наши брајки и сестри, и оние кои се наши истомисленици, но и оние кои размислувале различно, но сепак ги споделуваат нашите идеи и во чии срце е ВМРО. Сакам да испратам благодарност за нивната преданост и нивната искрена желба за Македонија. ВМРО ДПМН за многумина е партија, но и за многумина од нас е пред се идеја што не запира и вредности кои носат промени. Тие промени ја донесуваат независноста, таа жет за своја држава донесе да учествуваат во создавањето на темелите на државата, кои многу пати потоа беа силно разнишувани, разјадувани и уништувани. Но ние не се откажуваме, затоа што веруваме во нашата идеологија и затоа што си ја сакаме нашата татковина, рече председателот на партијата во своето брајкање. Последните 7 години беа години на катастрофално владење од страна на ДУИ и СДСМ, рече меѓу другото во својот говор Мицковски. Периодот што го оставиме зад себе не беше лесен. Последните 7 години до лани беа години на катастрофално владење од страна на СДСМ и ДУИ, полно со корупција, предавства и разнишување на нашите институции кои беа столбови на државата, за жал беа рушевини. Вербата на народот беше разнишана, економијата заглавена, политичарите потонати во корупција, стандардот на граѓаните падна. Луѓето беа разочарани, уморни, полни со апатија, страф и независност. И токму поради ова, нашиот влез во власта пред 1 година беше повеќе од промена на една обична владина гарнитура. Тоа беше нов почеток и потврда дека народот не заборавил, дека народот не се откажал и дека сега почнуваме да градиме темели на промени, темели на честност, темели на работа и правда, рече Мицковски. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Внуче наше на префникот Бени и сната Сера Кантаровски. Му ја честитаме новородената ќерка Милана, а на малати посакуваме брз напредок во растењето со стреќа и радост да ја прати во дечкиот живот. До вгодина со братче да се радува. На дедовците и бабите, со нивните фамилии од двете страни, честито внуката, а на пребабата Нада, честито превнуката. Овие желби ги испраќа бабата Добринка, вујкото Пида со фамилијата и вујкото Стив со фамилијата Кацеви. Za nas mnogo radosne, ni se rodi vnuče milo, ajde da proslavi me, ajde site na oro, neka vide veselo, neka veća pesne naši se dose celo. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća gole, sitina mama, ljubav beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče
beskrajna. Pesna da zapete, so naše vnuče milo napred da zaigrame. Ajde site na oro, neka vide veselo, neka večer pesne naši se dosre selo. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče bavino. Sreća si na tato, sreća gole, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče bavino. Sreća si na tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče bavino. Sreća si na tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče bavino. Sreća si na tato, sreća golema, ljubov si ti na mama, ljubov beskrajna. Со убавата и најнова песна на оркестарот Маестрал, песната носи наслов Слава на Бога, внучени дари. Со таа песна на внукот Бени со Сера Кантаровски му ја честитаме на новородената ќерка Милана, а на малата и посакуваме добро здравје, голема среќа и безгрижно детство во иднина со сите незини најмили. На дедото Лупче, бабата Кристина и стриковците Мајкол и Алек, честито убавата внука. На пребабата Нада со фамилијата честито убавата превнука Милана. Сето тоа од срце го посакува бабата Вана Кацева со незината фамилија.
da mi krstiš, daj Bože skoro. Kumčeto tvoje, so rado se smejem, po tvoja želva pesna se pe. Slava na Boga i tebe kumem, dadov te danes najdobro ime. Okona baba, Milona dedo, gordost na tato, majkino čedo. Slava na Boga i tebe kumem, dadov te danes najdobro ime. Okona baba, Milona dedo, gordost na tato, majkino čedo. Dedovci složno, gordo se fala, babite vezde milno nogala. Vnuče eto, Ana baba i dedo, angelčena mama i tako. Slava na Boga i tebe kumem, dadov te danes najdobro ime. Okona baba, Milona dedo, gordost na tato, majkino čedo. Slava na Boga
Ušće zborotne do
Витаминот Д може да спречи 30.000 смртни случаи од рак годишно, покажуваат истражувањата. Суплементацијата со витамин Д може да ја намали смртноста од рак за околу 13%, покажуваат 3 мета-анализи на клинични студии. Според научниците од Германскиот центар за истражување на ракот, доколку сите германци над 50 години земат витамин Д, може да се избегне до 30.000 смртни случаи од канцер годишно и да се добијат над 300.000 години живот со потенцијални заштеди во здравствените трошоци. Истражувањата во последните години се фокусираат на влијанието на витаминот Д врз болести како рак, дијабетис, воспалителни и респираторни заболувања. Мета-анализите кои вклучуваат висококвалитетни рандомизирани студии од целиот свет потврдуваат дека витаминот Д ја намалува смртноста од сите видови рак за 13%. Сепак, биолошките механизми за овој ефект се уште не се целосно разјаснати. Иако стапката на смртност од рак опаѓа во многу земји, новите лекови за рак често имаат висока цена. Витаминот Д пак е релативно ефтин, изјави епидемиологот Херман Бренер од Германија. Недостигот на витамин Д е чест кај постарите лица и кај пациентите со рак. Според пресметките, суплементацијата со 1000 меѓународни единици витамин Д дневно за 36 милиони германци над 50 години би чинела 900 милиони евра годишно, но би овозможила заштеди од 1,154 милијарди евра од трошоците за лекување рак. Бренер нагласи дека рутинското тестирање за нивоата на витамин Д не е неопходно, бидејќи дозата од 1000 единици е безбедна и не предизвикува предозирање. Тој посочи дека во земји како Финска, каде храната се збогатува со витамин Д, стапката на смртност од рак е за околу 20% пониска отколку во Германија. Зелен чај за поздрав метаболизам, чистење на цревата и битка против тежината. Полни со мешавина од природни состојки, овошје, зеленчук, билки и зачини, напитоците за детоксикација се здобија со популарност поради нивните здравствени придобивки. Некои познавачи посочуваат дека специфични пијалоци за детоксикација може да помогнат во зајакнување на човечкиот метаболизам, чистење на цревата и ослободување од вишок од килограми. Така и зелениот чај е познат по своји својства и битката против тежината. Покрај тоа се верува дека катехините во зелениот чај го поттикнуваат дигестивното здравје со смирување на цревата и поддршка на природните процеси на детоксикација на телото. Комбинацијата на овие фактори го прави зелениот чај корисна состојка во пијалоците за детоксикација, дизајнирани да го зајакнат метаболизмот, да ја подобрат работата на цревата и да помогнат во губењето тежина и балансиран и здрав начин на живот. Зелениот чај содржи антиоксиданци, кои што можат да помогнат во заштитата од оштетување на клетките во телото и воспаление. Зелениот чај содржи големи количини на антиоксиданци, наречени катехини, кои помагаат да се спречи надуеноста. Истражувањата покажуваат дека овие катехини може и да го спречат растот на штетните бактерии во цревата. Уште едно за здравјето. Новиот лек за дијабетис од типот 2, успешен и во лекувањето прекумерна дебелина. Лекот за дијабетис од типот 2, тирзепадит, што неодамна може одобрен во Америка, може да помогне во ослабењето на возрастните лица со прекумерната телесна тежина, а нема дијабетис, покажуваат резултатите од истражувањето спроведено од меѓународната група научници. Ефектите на медикаменот
биле испитувани од периодот од 72 седмици кај повеќе од 2500 дебели лица кои немале диабетис. Испитаниците биле поделени во 4 групи, од кои едната примала плацебо, а другите 3 по 5, 10 и 15 милиграма терзипатит. Учесниците во студијата кои земале доза од 5 милиграми изгубиле во просек околу 16 килограми во текот на односниот период, оние во доза од 10 милиграми изгубиле во просек 22 килограми, а учесниците на кои им била дадена доза од 15 милиграми изгубиле во просек околу 23 килограми. Испитаниците од групата која примале плацебо инјекција изгубиле во просек 2,4 килограми. Тирзепатит делува на начин што емитира хормони кои им помагаат на луѓето да се чувствуваат сити после оброк или во дејството на два природни хормони кои му помагаат на мозокот да испрати сигнал за ситост на организмот. Околу 90% од луѓето во студијата изгубиле тежина, а просечно губење на тежината при највисока доза било 22,5%, што досега не сме го виделе во ниту една случајна студија, вели коавторот на студијата доктор Анија Јастребов, професор на медицинскиот факултет на Универзитетот Јейл. Резултатите од студијата представуваат значителен напредок во потенцијално проширување на ефектите терапевтски опции за луѓето кои се борат против дебелината, рече таа. Студијата бележи подобрувања забележани кај речиси сите учесници во експериментот кога станува збор за крвниот притисок како и нивоата на шеќер и на колестерол во крвта. Најчестите несакани ефекти биле гадење, диарија и запек, но генерално сите во блага до умерена форма, посочува, рече Јастребов, додавајќи дека учесниците во студијата можеле да ја задржат истата телесна тежина во текот на 72-иот неделен период, опфатен со испитувањата. Соопштение од Њукастел. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После тоа се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 28 и недела на 29 јуни. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма. И на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.